Природното богатство на Кожув е одамна познато за биолозите и еколозите, но и за луѓето кои живеат во подножието на оваа планина. Таа е богата со вода и ендемски растителни видови, а голем дел од неа и натаму е буквално недопрен, па на Кожув извираат и течат некои од нашите најчисти и најубави планински реки. Пред 15 на години беше направен обид да се донесат поголем број посетители на Кожув и дел од него да се претвори во зимски скијачки центар. Од тоа не излезе ништо, а изградбата на центарот беше последниот голем градежен зафат на падините на планината. Денес ја посетуваат и во неа уживаат најмногу жителите на Гевгелија, Демиркапија и Кавадарци, а на Кожув живеачката ја вадат само бројните берачи на боровинки и жителите на селата на неговите падини. Јас и мојот брат сме петта генерација пчелари во нашата фамилија. Нашата пчеларска фарма датира од 1878 година. Тука имаме спојот на двете клими, континенталната и медитеранската клима, што направи единствени во Европа кои што пчелариме над 1300 метри надморска висина. Ние овде имаме во најчиста форма по течението на реката Дошница, во спилестиот дел и во старите буки ја имаме Апис мелифера македоника, нашата домородна, автохтона, медоносна пчела. Природните убавини и чистотата на Кожув сепак не ја заштитија планината од државното издавање концесии на приватни инвеститори за изградба на мали хидроцентрали. На една од реките кои извираат од оваа планина, Кунска река, веќе е изградена брана и хидроцентрала. Но кога изминатото лето се појавија багери подготвени да копаат во коритото на најчистата македонска река Дошница, тоа беше шок за влюбениците во Кожув, жителите на околните градови и села и за еколошките активисти. Се започна ова лето кога бевме, дојдовме до дојава дека ќе се градат овие две мини хидроцентрали. После тоа, значи, се донесува веднаш горе машини, големи машини, чудовишта од машини. Тие без никаква дозвола си ја започнале нивната активност. И ако не испаднеше гевгелискиот, демиркапискиот народ и сите тие што бевме присутни на протестот, сигурно дека тие ќе продолжија со нивната работа и дека ќе беше во многу поголеми сразмери нарушување на природата. Сакат да ги исечат вените на Кожув планина. Знаеме дека само 1,2% во светот е питка вода. Дошница е река една единствена во Македонија од кај што можеме да пиеме вода. И беше многу јасно шокантно за нечии лични интереси да се стави реката во цевка. Во земјава досега се изградени и работат речиси 100 мали хидроцентрали, од кои дел се и во заштитени подрачја. Екоактивистите, но и експертите одамна предупредуваат дека на овој начин се уништуваат природните богатства, додека граѓаните не добиваат речиси ништо. Единствени што ќаруваат се инвеститорите на кои државата им дала не само право, туку и субвенции за со децении да ја собираат водата од планинските реки и да ја продаваат струјата што ќе ја произведуваат. И двете планирани мали хидроцентрали на реката Дошница, за кои државата му издала концесии на конзорциум од 3 компании од Кавадарци и Росоман, треба да произведуваат незначително количество струја. Вкупно двете хидроцентрали не прават ни 1 мегават. 1 мегават струја е доволно некаде по сите статистики кои што ги има за 750 домови. Која би била придобивката со тоа? А колку би изгубиле со сето тоа? Експертите и активистите го оспоруваат и начинот на кој Министерството за животна средина ги издало концесиите. Според Ѓорги Митрески од Екосвест, проблематично е тоа што на инвеститорите не им се бара обсежна студија за влијанието врз животната средина, туку само елаборат со кој инвеститорот нема обврска да ја вклучи јавноста во процесот. Елаборатот е механизам кој во вакви случаи е и непознат на европското законодавство, вели тој. Студијата за оцена на влијание врз животна средина подразбира не само 12-месечен биомониторинг, туку подразбира и вклучување на јавноста, поготово и на експертската јавност и на локалната заедница. За разлика од тоа, елаборатот е механизам кој што предвидува една директна комуникација меѓу инвеститорот и министерството и при ова немаме никакво вклучување на никој од засегнатите страни.
Уште една недоследност во издавањето концесии за малите хидроцентрали е тоа што документите се издавани според многу стари податоци за тоа колкав е протокот на вода во македонските планински реки. Овие податоци се од 60-тите и 70-тите години на минатиот век и тие денес во голема мерка се неточни, вели Митрески. И врз база на вакви проценки е проценето дека на тие водотеци може и треба да се изградат мали хидроцентрали. Сега протокот е значително намален и изградбата на мали хидроцентрали, како што сме сведоци во многу региони, значи буквално суви речни корита и смрт за речните екосистеми. Не видовме што се случува на Конска река со таа брана, кај што треба да истекуваат најмалку 30 литри од самата река, а истекуваат само 6 литри. Прво, самите студии не се направени како што треба и лаборатот. Мислам, нема потреба нешто да разговараме понатаму во врска со дали ќе се изгради или ако се изгради, туку нема да се изгради. Од сите обновливи извори на електрична енергија кои ги субвенционира државата, само инвеститорите на малите хидроцентрали добиваат субвенции со така наречени фиксни тарифи. Ова значи дека инвеститорот добива фиксен договор со траење од 23 години, со кој му е загарантиран откупот на целата струја во текот на целата година по однапред договорена цена, без оглед на потребите за струја, времето од годината и пазарната промена на цената. Со други зборови, вака поставената законска рамка го фаворизира производството од мали хидроцентрали наспроти останатите обновливи извори и, со други зборови, ги стимулира инвеститорите кон градење на мали хидроцентрали. Пред неколку години, по препорака на Бернската конвенција, владата го запре издавањето на нови концесии за мали хидроцентрали, а на инвеститорите кои добиле концесии и почнале со градба, им исплати одштета од над €1.000.000, пари од граѓаните. Доаѓаме до мислење дека е направена као некоја оптичка варка само за да се зема оштета од државата, дека тука ќе се прават хидроцентрали. Државата после тоа ќе мора да исплаќа казнени мерки, казнени пенали. Значи ние ќе стоиме таму и ќе бидеме таму, нема да им дозволиме да ја уништат природата, да ја не стават реката во цевка, толку. Пораката е јасна и концизна. Нема да скинете ниту една тревка од планината Кожов, нема да чепнете ниту една капка од реката Дошница. Зошто? Тоа е аманет од нашите предци. Сега влюбениците во Кожов и екоактивистите се сомневаат дека во случајот со двете хидроцентрали планирани на реката Дошница, воопштек е и друга игра, односно дека инвеститорот воопшто и не планира да ги изгради, туку само да наплати одштета од државата. Тие сепак велат дека ако машините повторно дојдат на Кожов, планината ќе ја бранат со живцит.